Здраво и добре дојде во лекција број 3 од програмата Креирај го животот од твоите соништа. Веќе помина долго време од програмата, па веќе треба и да имате некои манифестации, да гледате промена во вашето расположение, да се чувствувате посрекно, поисполнето, порадосно, помирно или да гледате промена во вашето однесување, односно вашата реакција на истата акција од околината на која порано сте реагирале бурно. Доколку се уште не сведочите на некоја манифестација и доколку не гледате промена, а ги применувате алатите и техниките кои што ги споделив со вас до сега, тоа може да биде затоа што имате блокади. Тие блокади може да бидат поради тоа што не верувате дека може да манифестирате нешто на ваков начин. Другото е затоа што може да не делувате како да, односно ја немате емоцијата која што ви е потребна за да манифестирате, или може да чувствувате блокада која што може да биде на енергетско ниво. Затоа денес со вас ќе споделам две нови методи за манифестирање. Едната е епата техника, позната како тапкање, тоа е техника за емоционално ослободување, односно за да се отстранат тие блокади кои што може да настанат во текот на процесот и да го попречат манифестирањето. Другата метода која што ќе ја споделам со вас денес е Vision Board. Но пред да продолжам, сакам да ви упатам 3 чекори по кои што може да се водите и кои што може да ги следите, за да може малку да ви се олесни овој процес на манифестирање и креирање за оние кои што може потешко веруваат дека е можно да се живее животот на ваков начин. Првиот чекор кој што сакам да го споделам со вас е тражи, барај. Односно, јасно да му дефинираш на универзумот што точно сакаш. Која е твојата желба точно. Јас ти препорачувам да ја запишеш твојата желба и да почнеш со: јас сум многу среќна и благодарна затоа што, например, имам куќа со поглед на море, имам таков и таков автомобил. Ама објасни убаво и во детали. Што сакаш ти? Јас сум многу среќна и благодарна за тоа, тоа и тоа. Затоа што го имам тоа. Јас, например, во последно време правам многу методи и ми дојдоа природно и некако ми се создаде сам тој процес да ги правам тие методи, да афирмирам и заблагодарувам за една моја желба која што ја имам ставено на Vision Board долго време, куќа со поглед на море. И сега користам доста методи кои што ќе ги споделам со вас во текот на ова видео. Вториот чекор е верувај, односно зборувај, мисли и однесувај се како веќе да ја имаш манифестирано твојата желба, како веќе да го имаш добиено тоа што го сакаш. Например, на кој начин јас го правам тоа? Додека се шетам со Благоја, додека одиме во парк, јас изговарам понекогаш на глас, понекогаш и во себе, колку е убаво секој ден да пешачиш покрај море. Колку е убаво само да го вдишувам овој мирис на море. Кога одиме во парк и додека се играме во песокот, јас замислувам како ние се играме на плажа. И кажувам, колку е убав песокот на оваа плажа. Колку е убаво секој ден ние да може да доаѓаме на море. Колку е убаво да живееме во куќа со поглед на море. Кога станувам наутро, ќе погледам покрај прозор и ќе кажам, денес е многу мирно морето. Кога дува ветер, пиеме надвор кафе, например, кажувам дека ги слушам брановите, дека го чувствувам мирисот на алги. Тоа се методи кои што некако почнав да ги правам и применувам и ги користам, но тие се тие методи кои што мене ми ја даваат емоцијата како веќе да го имам тоа што го сакам. Односно, јас буквално се чувствувам како да сум на плажа, како да го гледам морето пред мене. Креирањето и манифестирањето треба да биде забавно и е замислено како игра. И може би на некој ќе му изгледате луди, да, јас на татко ми, например, му изгледам многу луда кога ќе кажам дали го слушаш, дали ги слушаш брановите, кога зборуваме на телефон и често ме прашува дали сум луда, ама тоа мене ми ја дава емоцијата. Прво, буквално се чувствувам како да сум на море. Второ, се забавувам, мене ми е презабавно и преинтересно целиот овој процес и јас да глумам како да сум на море.
Трето, една од многу користените методи на Абрахам Хикс е fake it till you make it. Глуми дека го имаш додека да го добиеш. И буквално треба да ја чувствуваш емоцијата. Вториот чекор, верувај дека го имаш, односно мисли и зборувај твоите дела нека бидат во склад со тоа како да го имаш. За мене перфектно работи. Третиот чекор е примај. Односно, твојата емоција треба да биде, како веќе да го имаш, како веќе да си го добила. Значи, не размислуваш кога ќе дојде. Например, јас не мислам сега кога ќе дојде таа куќа на море, кога ќе ја манифестирам, а како ќе ја манифестирам, дали имам воопшто шанса да ја манифестирам, дали имам пари, немам, дали постои некаква можност, дали гледаме ние куќи на продажба. Не постои нити шанса, нити можност, нити имам пари, ама знам дека ќе дојде затоа што јас ја имам таа емоција. Затоа што јас веќе тука ја чувствувам таа емоција како да ние живееме во куќа со поглед на море. Како и што, тоа е работа на универзумот, воопшто не е моја работа. Битно е да ја имаш емоцијата. Можеш да си измислуваш игри, можеш да си глумиш, можеш да си правиш што и да сакаш, да си играш и да се забавуваш на кој начин да ти годи тебе, само да ја имаш емоцијата како веќе да ти е манифестирано тоа што го сакаш. Дури во книгата Тајна има лажен чек, се зборува за приказан со лажен чек, кој што човекот си го праќал сам на себе и си го напишал со негово име, презиме и сумата која што сака да ја добие и си го ставил на работната масичка и секој се паѓа кога се будил го гледал тој чек. Се однесувал исто како да ги има тие пари. Го манифестира. Да. Нашиот мозок и универзумот буквално не знае дали нешто ние го визуализираме, дали го замислуваме, го гледаме пред нас вистински или само е во нашите мисли. Буквално ни нашето тело не разликува дали нешто го гледам на вистина или го визуализирам. Правено испитување на олимписки тркачи и ме кажано да визуализират како трчаат на патека, кога им правеле испитувања, тие додека го замислувале тоа, додека го визуализирале, го имале истиот коефициент кој што го имале и додека навистина трчале. Така да, дали ние нешто замислуваме или ни се случува навистина, ни нашето тело, нити нашиот ум, нити универзумот прави разлика. Така да слободно може да ги пробувате сите методи и ако на другите им изгледате како луди, не сте луди, тоа е патот и начинот кој што ве води до вашата манифестација. Така да може да ве разберат само оние кои што доволно го имаат истражено ова, оние кои што го разбираат ова и оние кои што знаат што значи креирање. Тоа се начини кои ќе ти ја подигнат твојата доминантна вибрација. Кога еден ден ќе живееш на таа вибрација, немаш потреба од никакви методи и алати. Но сега за сега може многу добро да ти користат. Ајде да зборуваме за епата техника. Епата техника е Emotional Freedom Technique и се користи, односно тоа е тапкање, се тапкаат одредени точки по контурни точки на нашето тело, кои што се наоѓаат на меридијани кои што имаат пат до некој орган од нашето тело. Со тапкање на тие точки се ослободува протокот на енергија. Кој сака повеќе да се истражи за епата техника, слободно може да си прочита. Тоа е многу стара техника, веќе има и документарци за неа, има научни докази како луѓе се лечат, односно многу корисно влијае за болести, за манифестирање на пари, кариера, партнер, кој што и да сака. Јас сега ќе направам со вас една епата техника за чуда, само за да ви покажам како ви е. Не е битно воопшто, не е важно со која рака ќе се тапкате. Важно е само да се тапкате. Оваа епата техника е за чуда. Може да привлечете чуда во вашиот живот. Прво, прифати одговорност за своето битие и својот живот. Дозволувам чуда. Дозволувам во својот живот се да го видам како чудо.
Одбирам да и дозволам на чудата да влезат во мојот живот. Одбирам потпуно да се сакам и прифаќам себе и сите други. Иако е и тоа исто како чудо. Одбирам да им дозволам на чудата да влезат во мојот живот. Одбирам да и дозволам на чудата да влезат во мојот живот. Одбирам да произведувам чуда. Некои чуда до сега сум ги правила. Некој дел од мене дури и се сомнева во тоа. Но јас ја отпуштам таа сумња. И тој сомнеш. И ја прифаќам суштината дека јас сум чудотворец. Прифаќам чуда да се дешаваат во мојот живот. Може би самото будење наутро е веќе чудо. Ако одберам тоа така да го гледам, тоа така и ќе го гледам. Ако веќе дозволувам некое чудо, кое чудо уште сакам да го привлечам? Се ова всушност го правам за да го отпуштам отпорот. Се е енергија. Поврзана сум со изворот на се што е можно во универзум. Што значи дека можам да дозволам било што. Се што постои во овој универзум. И ништо не е претешко за мене. Дори ако изгледа како невозможно. Животот е чудо. Јас сум чудо. Одбирам да го прифатам тоа. Одбирам да ги отфрлам сите сомнежи во тоа. Ако сум јас чудо, зошто би ги одбивала од себе другите чуда? Ги чистам сите отпори, ги чистам сите сомнежи дека јас не сум способна да креирам чуда, затоа што јас сум апсолутно вредна на сите чуда, односно за сите чуда. Со самото дишење, со самиот воздух, е веќе чудо. Значи само да живееме со дишење на воздухот. Јас сум вредна за секое чудо. Може би до сега се плашев да привлекувам чуда, ама од сега, од денес, чудата секојдневно влегуваат во мојот живот и ги прифаќам со телото, со умот и со духот. Вдиши длабоко, издиши и очекувај чудо. Она што е важно за оваа техника е да ја применуваш. Како и за секоја друга метода, работи само ако ја применуваш. Може и со едно тапкање кај некој да се појави резултат. Кај мене имаше со 3 тапкања многу голем напредок на полето успех. Правев ефата техника за успех. Има таа ефата техника на YouTube за секое поле, за пари, за љубов, за партнер, за здравје, за исцелување, за се што можеш да посакаш во животот, имаш ефата техника за тоа. Така да, ако сакаш нешто конкретно да манифестираш, ти препорачувам да си напишеш на YouTube тоа што го сакаш. И, например, има Ана Бучевич, има Бред Йец, многу техники. А кој сака на англиски, може кај него да си провери. Кој сака на
балкански, може да си провери кај Ана Бучевиќ, има напиши Ана Бучевиќ, ефат пари и ќе ти излезе. Следната метода која што сакам денес да ја споделам со вас е Vision Board. Зошто ова е мојот Vision Board, вака изгледа мојот Vision Board. Зошто Vision Board? Затоа што Vision Board, односно, ајде прво да обяснам што е. Vision Board е една табла на која што закачуваш слики. Кај мене има слики од оно што сакам да го манифестирам и има афирмации. Ја ставаш на видно место и да можеш секојдневно барем по неколку пати да ги погледнеш тие слики. Со самото тоа што ги гледаш, на мозокот му даваш сигнал дека тие се тука. И 30 секунди се доволно секојдневно да ги гледаш. За некој од нив можеш да правиш методи, односно се препорачува. Некој од нив ги оставам така само закачени и не правам никаква метода. Универзумот оставам да ми ги достави, да ми ги манифестира. Мозокот буквално не знае дали вистински го гледам овој билборд или е слика и не му е ни битно. Битно е јас 30 секунди дневно да посветам на овие слики и тие се манифестираат во мојот живот. Што имам на мојот Vision Board? Имам овде јас како коуч, имам коучинг методи и техники. Овде оваа фотографија ме означува како јас одржувам сесии во живо. Ова е билборд, јас на билборд, тоа ми е желба. Овде ова стека ми означува финансиска слобода. Ова е мојата куќа на море, овде сум јас како медитирам во мојот двор. Што имам следно овде е Занзибар, ова се слики од Африка. Ова е автомобилот кој што сакам да си го купам за мене. Ова е Vortex Cruise на Ана Бучевиќ. Се уште немам купено картар за Vortex Cruise, сите места се потполнети, ама универзумот може да ме изненади. Имам методи за пари, имам методи животот е бајка, методи афирмации се извинувам, ако е предобро онда е вистинито, јас сум магнет за пари, секој ден сведочам на нови можности за заработка на пари, заработувам и додека спијам. И да, татко ми сигурно ќе огледа ова видео и на ова заработувам и додека спијам, можем баш да се изнасмее, ама така јас манифестирам и креирам. Ви препорачувам да си купите една ваква табличка и да си ги испечатите сликите и да си ги залепите. Се она што сакате да го манифестирате, може афирмации, некои мисли кои што ви служат, кои што ви креваат вибрацијата и кои што ви даваат убава енергија. Тоа е се за оваа лекција, ефата техника и Vision Board. Верувајте дека е многу важно да ги гледате сликите пред вас и да имате визуелно што е она што сакате да го манифестирате. Баш во книгата Тајна, сега ја читам и го има тој дел за визуализација. И баш се споменува Vision Board како метода. И има пример како еден човек го има ставено сликите каква куќа сака и има заборавено дека го има направено тој Vision Board и кога се селел од едно на друго место, дури после не знам колку години ја пронашол и видел дека уствари има купено истата куќа која што има ставено на Vision Board, точно иста. Така да верувате во моќта на тоа дека универзумот ќе ви го достави тоа што го сакате. Ваше е да барате и да верувате дека може да го имате, односно веќе го имате. Ние живееме во универзум на паралелни реалности. И се што посакуваме, веќе е манифестирано. Ништо не треба да манифестираме и да привлечеме, само треба да дојдеме на таа вибрација. Како веќе да е манифестирано, се однесувај и тоа и ќе ти дојде. Затоа што во овој универзум на паралелни реалности, идеите не ти доаѓаат и не ти паѓаат од Марс, туку ти доаѓаат од друга паралелна реалност во која што верзија од тебе веќе го живее тоа, што значи дека некоја верзија од мене, Габи, во друга паралелна реалност живее во куќа со поглед на море, можеби сега медитира на плажа. Затоа верувај дека веќе го имаш, затоа што технички и го имаш. Ако не веруваш во паралелни реалности, и во тоа дека времето е релативно и дека време не постои, се случува само сега и се одвива само сега, ти препорачувам да го погледнеш документарецот на Ајнштајн,
може малку ќе ти се разјаснат некои од овие работи што ги зборувам. За крај, во оваа лекција сакам да им се заблагодарам на моите родители, на мајка ми и на татко ми, затоа што ја гледаат секоја лекција, ја слушаат секоја лекција и затоа што ме поддржуваат во овој мој избор и во овој мој пат да бидам коуч, да имам свој собствен бизнис, да пренесувам знаење на луѓето, да едноставно ја работам оваа работа. Им благодарам затоа што се тука за мене, им благодарам затоа што ме израснале во ваква личност и затоа што се оно што сум денес им го должам на нив. Ви испреќам пак нежи на сите, ви препорачувам да пробате, нема што да изгубите, може само многу да добиете. Тапкајте, афирмирајте, визуализирајте и верувајте дека вие сте креаторот на вашиот живот. Никој не ја крои вашата судбина. Вие ја креирате вашата судбина, односно вашиот живот. Така да препуштете се, бидите луди колку што треба, ако до сега сте биле нормални, ви се допаѓа ли тоа, ви се допаѓа ли што имате манифестирано? Ако не, тогаш може да пробате да бидете и малку луди. Чао и се гледаме во следната и последна лекција од оваа програма.